Готово? Значи дзидот е бел како млеко. Ама, ништо. Што дека е готов? Јас го белувам, автограмџите чкрткај, пишувај, мачкај, автограми. Чудни ми чуда. А какви автограми кога никој не ги бара? Значи, никому не му притребале. Ги го отаварта. Тука работиш, а не си свадил што значи да имаш автограм од позната личност. Треба да се признае, тоа е сепак голема чест и задоволство. Познат писател, а си ја прочитал неговата книга. Таа те восхитила, те пленила и уште да го имаш неговиот автограм, а? Што ќе речете? Или на познат артист? Навистина, некој незаборавен артист. Му се восхитуваш гледајќи го на екранот, а пак да го сретнеш. И никој нема да ти верува. Не е ли тоа да пукнеш, ако го си имаш автограм, доказот е тука. Си имаш автограм. Добро деца, како си имате автограми кога, еве, јас веќе ги избришав. Готово е. Еј, колку многу другарчиња ни дошле на гости. Па, што ве донела овде? Ние сме собирачи на автограми. Па нели денес автограми ке дели познат артист? Ако не биде артист, ке биде писател. Или спортист. А од нив бараме да ни се дадат автограми. Имам идеја и мислам нема да биде лоша. Новите идеи се секогаш добре дојдени. Кажете и ние. А не е сосем моја. Ми ја дадоа нашите гости собирачи на автограми. Ним како што гледаме, им требаат тетратки, фотографии, фломастери. Во тие тетратки тие ги чуваат собраните автограми и која ќе посакат можат да ги видат и да ги покажат. А ние од варосаниот зид не можеме да ги раздиплиме на слагите вар? Па, значи ли тоа дека треба да го турнеме зидот? Леле, никако. Јас веќе почнав да се чувствувам како артист и често го вежбам својот подпис. Еден ден и мене ќе ме повикате да го оставам својот автограм. Ни требаат повеќе тетратки. Освен над зидот, да пишуваме автограми и во тетратките. А кој може најдобро да ми помогне за тоа, освен тетка Пепи? Тетка Пепи, те молиме за помош. Мастери ќе добиете, деца. Сите ќе добиете. Деца, да сте фер. Требаше прво мене да ме поканите, јас прв да го впишам својот автограм на зидот. Со некој исечок од твоето дело? Исечок? Исечок? Што ќе ми е исечок? Белината на зидот е моје дело. Те молиме мајстора твојот автограм. Ој. Твојот автограм? Твојот автограм? Се шегувате, деца? Не се шегувам. Не знам, само изгуби волја. Не требаше сам прв да се нудам. Добро, не е важно, деца, не е важно. Како не се сетивме, како не се сетивме? Добро да прашам. Што е ова сега мода? Прво Грамко, сега Раде. Што е ова? Зарем ние овде сме да ги впишуваме нашите автограми или да си ја водиме емисијата, прашувам јас? Ако толку многу сакате да ги имате нашите автограми, тогаш ќе ги ставиме на шпицата. А сега, ајде, водете си ја емисијава. Ајде, деца, до гледање. И водете си ја емисијава, реков. Ќе ја водиме. До гледање. Благодариме. Каде го прекинавме разговор? За собирање автограми. Да. И собирањето на автограми е еден вид хоби. Па значи наше хоби е собирање на автограми? Па се разбира. А бидејќи наш прв гостин е шахистот Ристо Ничевски, ке речеме дека негово хоби е играњето шах. Не би рекол. Има шахисти на кои тоа им е професија, главно занимање. Јас би рекла дека шахот е спорт. Па и спортот може да биде хоби. Знаете ли вие, љубопитни,
Што е тоа спорт? Ајде да кажеш. Спорт е која ќе се постигнуваат голови, ништо друго. Леле, како ни бега разговорот. Стоп, професоре, да се запреме на хоби. Што е тоа хоби? Најмила, најголема забава, работа, интелектуална или физичка, со која некој се занимава од лично задоволство, а не по должност. Па што реков јас? Зарем има поголемо задоволство од постигнување на голови? Голови, биле голови. Што ми знаеш ти за таа работа? Еве го и нашиот гостин. Собирачи на автограми. Имам чест да ви го представам познатиот шахист, интернационалниот мајстор Ристо Ничевски. Мислам дека тој не е повикан да ни разјасни некои работи. Добар ден, професоре. Добар ден, Ристо. Ај, ке видиме. Ке трчате вие по мене, ама... Ќе трчам. Нема. Здраво, деца. Здраво. Има ли меѓу вас шахисти? Почнуваме да учим. Можем сите да ве победам, ама не сакам да се занимавам со тоа. Моето најголемо задоволство е... Знаеме, Цане, постигнување голови. Голови. И што ќе речете, Ристо? Спорт ли е шах? Може да се каже и дека е спорт. Се надпреваруваш и умствено и физички се исцрпуваш за време на турнирските партии, но разбирливо шахот се разликува од спортовите како што се фудбалот, кошарката, атлетиката. Мислам сепак дека да се даде мат е исто толку големо задоволство како и цаневото постигнување на голови. Покрај спортските, шахот има и елементи на уметност, наука. Сепак најблиски до дефиницијата се оние што велат шахот е шах, бесмртна игра со вселенска бесконечност, која со векови ги плени луѓето од далечниот исток до Европа, од северниот до јужниот пол. Па, автограмче, имате ли прашање за нашиот гостин? Од кога почнавте да играте шах? Колку години имавте? На 14 годишна возраст од 1959 година, иако и пред тоа знаев како се движат фигурите, но повеќе ме интересираше фудбалот и собирањето марки. Досега кој е вашиот најголем успех? И на кој најмногу сте му се радувале? На шампионатот на Југославија во Нови Травник 69 година го подели второто и третото место со интернационалниот мајстор Миниć, само половина поен за шампионот Матановиќ. На тој турнир за 2,5 поени ја надминав нормата за шаховски мајстор и се квалификував за зонскиот турнир во рамките на надпреварите за светско првенство во шах. Може би е тоа мојот најголем успех. Сигурен сум само дека тогаш бев најсреќен, иако потоа станав и интернационален мајстор и постигнав на меѓународни турнири 12 интернационални резултати, 8 пати бев првак на Македонија и така натаму. Другар Ничевски, дали шахот е хоби? Во основа шахот е хоби. За мнозинството е хоби, затоа што започнуваме да играме од љубов и со љубов. Последнава деценија има многу шахисти кои што се занимаваат професионално со шах. Шахот им е главно занимање, но има и шахисти на кои што шахот во вистинската смисла им е хоби, тоа се проблемистите. Јас поканив да повели во нашата емисија еден мој другар. Се надевам за минута-две тој ќе биде овде. Па додека пристигне вашиот гостин, ке сакате ли на нашиот зид да ни се подпишете? Ве молиме за вашиот автограф. Велете. Благодариме.
Еве го нашиот гостин, токму на време, да го представам. Тој е Љубомир Анастасов. Здраво, Лупчо. Меѓу проблемистите има и многу добри шахисти, но тие главно активно не се занимаваат со практичен турнирски шах. Сепак, често знаат да постават такви задачи, што тешко ги решаваат и најголемите шахисти. Другар Анастасов, ќе сакате ли на мајсторот да му поставите таква задача? А мене не ме прашувате ли дали ќе ја прифатам? Да ве молиме, другар Ничевски. Добро, добро. Само да не биде многу тешка. Имам предлог. Нека се постават две задачи. Едната, потешката ќе ја решава Ничевски, а втората, ние, водителите на емисија, собирачите на автограми. А може ли јас да ги решавам и двете задачи? Може, секој може да ги решава и двете задачи. Едната, рековме, е многу лесна, пак кога ќе се реши таа, нека се премине на втората. Додека ги припремите задачите, ме одговорете ни на неколку прашања. Повелете. Прво, создавањето на вакви шаховски задачи. Дали е тоа спорт? Леле, борче, што си запнал за тој твој спорт? Не, мислам дека правењето шаховски задачи е поблиску до уметност. Нешто спортско има само решавањето на шаховски задачи. А дали е хоби? Јас навистина многу сакам да правам и решавам шаховски задачи. Тоа ми представува големо задоволство. Па значи хоби е. Па да. Во никој случај не може да биде спорт. Спорт е само кога се постигнуваат Голови, голови, голови! Фудбал се игра на сите континенти. преку 300 планини и долови. Нема ништо посладко од постигнување голови, голови, голови. Голови? Автограми, автограми, од татковци и од мами, од личности славни, од личности главни. Собираме сами. Од татковци и од мами, нив им не има равни. Кој те топли, штом си сама, толку силно, како мама. Кој ти вели сине злато, топло како тато, кој те чува сањата, тато, мама, ако не. Кој ти пруžа живот лесен, родители, ако не се. Автограми, автограми, од татковци и од мами, кој ти пруžа живот лесен, родители, ако не се. Автограми, автограми, од татковци и од мами. Автограми, автограми, од татковци и од мами. Од татковци и од мами, нив им не има равни. Кој те топли, штом си сама, толку силно, како мама. Кој ти вели сине злато, топло како тато, кој те чува сањата, тато, мама, ако не. Кој ти пруžа живот лесен, родители, ако не се. Автограми, автограми, од
Рацо, јас мислам вака. Со пијунот земам топ, ако земам кралица, пат нема каде, тогаш земам топ. После кралот, црниот крал оде на C6, нема на друго место и повлекувам топ на А6 и мат. Браво. Се измачив, но успеав. Овој тропотес на вистина е интересен. Се жртвува прво топот на D4. Сега ефектна поента се подметнува и коњот на D3. Кралот е принуден да земе. Сега топот дава на D6 мат. Сите полиња се зафатени E4 и E2 од коњот, E3 е пешакот F2 и делинијата од топот. Точно е. Браво! До гледање. Пријатно. Пријатно. Среќа. Благодариме. До гледање. Другар проблемист и јас нешто решив. Ајде да видиме. Ако сакате да ми провери. Ајде да видиме. Еве, ова овде. Ако сакате да ми покажете. Но тоа не би било фер. Нема. Само со малото прти. Само која фигура да ја преместам и каде. Сите. Не, тоа не е фер према другачи. Дајте ни јас да ти помогнам. Не. Подобро јас да си одам дома, а решенијата да ви ги соопштам преку телефон. Пријатно, Цоне, пријатно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сега дозволете ми да ви представам уште еден шаховски проблемист. Покрај проблемскиот шах, тој има уште една љубов, уште едно хоби. Тој е филателист. Мислам дека занимавањето со филателија е класично хоби. Тоа е Никола Столе. Добре дојдовте во нашава емисија. Хобистичка, шаховска, проблемистичка, филателистичка. Ке сакате ли и вие да решавате? Нема смисла, јас ги знам решенијата. Повелете, седнете. Добре дојдов. Благодарам. Значи, вие сте филателист, односно шахист, односно проблемист. Па каква врска имаат тие три работи? Тие нешта ме заинтересира. Сакам да создавам шаховски задачи, се разбира и да решавам, а сакам да станам и филателист. Значи имате три хобија. Така може да се каже. Што е тоа филателија? Тоа е колекционирање на поштенски материјали, марки, картички, коверти, нивно проучување и создавање на колекции. Како се собираат поштенски марки? Поштенските марки се обезбедуваат со купување, меѓусебно разменување или со одлепување од картички и коверти. Можат ли да се собираат поништени марки? Да, бидејќи со поштенските марки постојат одредени правила како да се однесуваме, најдобро е да се започне со собирање на поништени поштенски марки. Како се одлепуваат марки од писма? Еден од начините за одлепување на марките е кога марката заедно со подлогата на која што е залепена се потопуваат во вода. Од кои писма може да се одлепуваат марки? Марките може да се одлепуваат од нови писма и марки кои што се издадени во голем тираж. Воспротивно, оние марки кои што се ретки и од старите писма не се одлепуваат марки. А што е тоа тематска колекција? Тоа е колекција на марки на одредена тема. Например, спорт, шах, познати личности, флора, фауна и така натаму. Благодарам. Што ви е оваа голема и дебела книга? Во неја се наоѓа колекција на марки. Ке сакате ли да ни ја покажете? Секако затоа и ја донесов.
Каква колекција? Тоа е дел од колекцијата на југословенски поштенски марки. А како може да се стане филателист и на која возраст? Едноставно да се изрази желба, а тоа значи да се појде во филателистички клуб или друштво и да станете член на тој клуб или друштво. Ако такви нешта нема, тогаш на поштенските шалтери секогаш може да се најдат југословенски поштенски марки. Другите марки може да се обезбедат со меѓусебно разменување, а возраста не е битна. Иако не умеам ништо да ви решам, морам да ве дополнам, морам да се вмешам. Јас сум овде домакин, тоа ви е јасно. Што ме заборавивте, протестирам гласно. Што ме заборавивте, протестирам гласно. Давам една марка, но да ми се врати. Која зеде, писмо да ми прати. Давам една марка, но да ми се врати. Која зеде, писмо да ми прати. Која зеде, писмо да ми прати. Иако не умеам ништо да ви решам, морам да ве дополнам, морам да се вмешам. Јас сум овде домакин, тоа ви е јасно. Што ме заборавивте, протестирам гласно. Што ме заборавивте, протестирам гласно. Давам една марка, но да ми се врати. Која зеде, писмо да ми прати. Давам една марка, но да ми се врати. Која зеде, писмо да ми прати. Која зеде, писмо да ми прати. Борче, Билјана, како да заборавивме да земеме автограми од проблемистот и филателистот. Ќе бидете ли љубезни? Со задоволство. Задоволство.
емисијата Автограми? Да. Овде Цане. Успеа, постигнав гол. Гол? Па, Цане, каков гол? Овде се решаваат шаховски задачи. Море, какви задачи, Борче? Гол на Црниот крал. Белата кралица оди, шутира и гол. Другар проблемист, дали е тоа точно? Дали е вистина? Офсайд, Цане, офсайд. Ма, каков офсайд? Уа, судија, неправда, чист гол во левиот горе нагол.